е еден од оние кои што, да речеме, ги оправда заедно со Егоров, кој што и претходно европска бронза, инвестициите во нив. Но треба да ги повлечат македонските борачи да се борат што поквалитетно и да се обидат да ги стигнат во тие меѓународни стандарди. Учеството на натурализираните спортисти за Македонија се многу важни. Пред се заради резултати, промоција на Македонија и македонскиот спорт, меѓутоа е многу важно да има можност на нашите млади борачи да се поистоветат, да видат докаде се нивните квалитети. Тој да се проба да види докаде може, дали може да го победи, уште колку му треба и така натаму. Меѓутоа паралелно треба да се развива и наша школа боречка со млади деца, со почеток од реков рана селекција и специализација, затоа што единствено тука е можноста за успех. Да, ги освои првите два поена Нуров, кој што го победи Иванов во првото коло 14-9, бугарскиот надпреварувач Иванов, а потоа славеше над Кареги, кој што го предаде мечот поради повреда. Значи две победи за Нуров, Фейзул имаше два пораза од истите противници, со тоа што го победи Кареги, односно загуби од Кареги, ама Кареги се повреди во тој меч, како и да е за Фейзул ова голема сатисфакција да се бори против Нуров, против еден од големите борачи во оваа конкуренција. Инаку Нуров оригинално е една категорија под, меѓутоа настапува до 125 или минус 120. Да, тоа сакав јас да го спомнам, тој настапува во поголема категорија, да. Чисто да знаат гледачите за што се работи. Тој сега настапува буквално во најтешката категорија, а нема толку килограми. Да, 15-20 килограми помалку да кажеме од другите, но тоа не му пречи да 8-0 и по претходните две кола да прикаже квалитетни борби. Односно, главно против бугариот Иванов, кој рекоме го победи 14-9. Повторно една атракција на Нуров. Ови два поена и 10-0 прекинува првата рунда. Очекувано за Фейзула добро искуство, за Нуров рутинска би рекол победа. И тоа беше и овој последен меч кој што го следевме во оваа најтешка категорија 125 килограми, каде што Магомедат Жунуров ја оствари втората победа. Трета административно, рековме Кареги претходно се повреди во првото коло против Фейзула, но она беше на некој начин финале пред финале Нуров против Иванов од Бугарија, кога во првото коло Магомедат Жунуров славеше со 14-9. Ова се дел од неговите атрактивни акции. Пак зборуваме за Фрайзер, гледате дека тука буквално во партер позиција тука целото борење. Се работи за силен борач, квалитетен, признат меѓународно. Јас лично можеби сите му благодариме за оно што го прави за Македонија, сепак се вложува. Тој направи многу, ја промовира Македонија, македонското борење. И како што рековме, веруваме, се надеваме дека во блиска иднина ќе излезе некој од македонските борачи на сениорско ниво да постигнува приближно такви резултати, затоа што не може преку ноќ да се прави ништо. Треба да се работи со помлади категории, треба да се работи долгорочно, стратегиски, нешто што делува долго време, да не речеме испуштено, меѓутоа